civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Јас предвидував дека ќе има агресија неминовно. Можам за себе да речем дека бев многу сигурен во сето тоа. Не можете вие да соберете толку војска, такво наоружување, да го држите тоа со месеци. Само ќе потсетам дека претходната година, значи пред една година, во Белорусија имаше војни маневри, каде освен Белорусија и Русија учествуваше и Србија иначе. Кога имаше прилично војска ангажирано, вие морате тие луѓе да ги држите под униформа, во шатори, да спијат. Тоа е веќе еден вид на полувојна состојба. Сме учествувале на вежби ние, кога сме биле во ЈНА, знаеме што значи тоа и потоа тоа сето продолжи. Практично таа кондиција, да речеме, се одржуваше, а се зголемуваше бројот на техника, војници што беа ангажирани. Како вие ќе ја вратите назад ако не остварите некаква цел, бидејќи вие се залагате за некаква политичка цел. Се разбира, една од варијантите беше, да речеме, на предвојна капитулација да имаше и да се согласи со све што би се барало, веројатно не би имало војна, би имало промена на раководството во Украина. И сега го имаме тој проблем. Сега е проблемот до кога ќе трае. Суштинското прашање во овој миг е кога ќе запре војната. Мислам дека тоа е суштинското прашање. Ние ги знаеме тие статистики, што било, како било и така натаму. И дали ќе сопре војната. Од една страна ние имаме една ситуација кога војните веќе не се исти како што беа, многу се разликуваат. Секоја наредна војна е многу поскапа, многу потешка и како што гледаме сега и со поголеми загуби и кај цивилното население и кај меѓу војните лица. Тоа е многу тешко се едноставно надминува. Проценка е дека Русија губи дневно 2000 милиарди. Сега тоа не се само војни трошоци, значи вкупните загуби кои ги трпи со капитал што се замрзнува, што се одзема некој имот, што се намалува бруто општествениот производ заради отсуство на работна рака и така натаму, а сигурно дека тука влегува и војската. Ја баш зборував дека тие вежби не се ефтини, а вие ги имате се под војска, значи година дена војници. Точно е дека кај во руската војска се главно регрути, тие поголем дел се веројатно и регрути, и тие си ја отслужуваат едноставно својата војна служба, ама и покрај тоа, тоа кошта, вие треба да ги храните тие луѓе, колку гориво само се троши тоа дневна основа, тоа се ламји, тенковите и сите оние други оружја што постојат се многу скапи, да не зборам и за бродовите и така натаму. Сето тоа е прилично скапо и тоа сигурно на оној што војува му е сосема јасно. Се дали би можело да се добие да се дојде до преговори. Во почетокот веројатно беше идејата да се со брза навлегување на руските сили и да се освои власта, да се кутне власта, да се стави некое друго раководство кое како доминион би ги исполнувало услови барањата на Москва, а од друга страна би си ги презело на себе и веројатно би ги натоварило и на Запад прашањето на обновата, на прехраната на таа население, за вие 42 милиона население се гладни во мигот кога вие ќе освоите територијата и како ќе ги нараните. Немате шанса тоа поново да проработи. Кај ќе живеат луѓето, кај ќе работат, кој ќе направи жетва за... Сето тоа мора да се узеа. Меѓутоа во случај ако имате некаков доминион, тогаш тоа ќе си преземе тој обврската, да го средува. Но во овој миг тоа е очигледно апсурд. Мислам, тоа нема шанса веќе да се направи. Единствена шанса да се затвори војната која почна и која не се одвива како што воопшто не се одвива како што се замислувала, е да се дојде до преговори. Какви преговори? Има една стара болшевичка поговорка, ја мислам дека одговара на оваа ситуација,
Инаку таа е од 1920 година, кога се водеа војни меѓу Црвената армија и интервенцијата од Запад, 1920-21 година, дека ситуацијата во Полска нема да се разгледува во Варшава, туку ќе се разгледува во Берлин. Тоа се повтори, нали, 39-та меѓу Рибентроп и Молотов. Еве и сега би можело така да се нарече. Тоа значи дека мислам дека Кремљ нема да прифати во никој случај да води преговори со Зеленски и дека тој би сакал да се води со или со американскиот претседател или некакви луѓе што би го представувале Западот. Значи да не биде директна, да биде прескокна практично украинскиот политички врв. Тоа е, зборам сега од аспект на Кремљ, како тоа се замислува. Во тој случај, веројатно, би можело да дојде до некакво решение, ако би дошло се. Како да се дојде? Сега во овој миг, она што се случува во Мариуполј е само еден показател за тоа каква е таа стратегија. Значи, стратегијата е да се натера западното јавно мислење да го прифати оној масакр, односно да не го прифати, да ги натера своите политичари по секоја цена да седнат да преговарат. Значи, бидејќи малку е веројатно да очекувате дека на руската страна ќе имате таков притисок од луѓето. Ова е таа, да речеме, можна разврска која во овој миг, барем од аспект на Кремљ, мислам се чини дека е видливо и дека постои некаква подготвеност да се остварува. Дали тоа другата страна ќе го прифати, се разбира. Да, имате некој прашање? Имам 2-3 прашања. Спомнавте 2000 милиарди што? Долари или рубли? Долари. 1000 милиарди долари. Тоа е проценка американска која е дадена, која се дневни загуби. Ама знаете, тука влегува, значи, и цената на војната, меѓутоа и она што значат економски санкции. Тие се сигурно скапи. Што значи, вие ако заробите сега некоја јахта, да речеме, во Ница, таа вреди 350 милиона. Значи, тоа е тој минус што се салдира некаде. Тука се разбира и загубите што се на берза која не е отворена или не знам, све што се случува и во Русија на тој економски план. Тоа е страшна. Значи, прашањето и тука нема притисок на иман од народот, не барем толку директен, иако тука веќе се надзираат некакви пукнатини во позицијата. Еве, видовме дека веќе се објавија официјално дека се изгубени 5 генерали, дека се изгубија, јас ќе ги спомнам, и 7 носители на орденот Витез, тоа се највисоки воени заслуги во Русија, што се сметаат како посебна чест. Значи, тука се губат луѓе од самиот воен врв. Тоа не се мали работи. Кога изгубил некогаш, да речеме, некој, дали познаваме некоја земја која водела војна и која изгубила толку генерали во старт. Се разбира. Ќе речете таму, тие не одат на фронтот. Меѓутоа, самиот факт што морале да одат на фронтот покажува дека морало да се интервенира со целата потенција што има земја. Што вие го ставите некој генерал во тенк и тој мора да оди, и барем за првиот се знаат некои детали, имало застој во колоната, па морало да се организира како да се излезат тие тенкови, зашто да и бил убиен генералот од снајпер. Сите тие се сигурно убиени од снајпер. Значи, постојат притисоци од сегде, а иначе точна е таа цифра, јас верувам дека таа точна. Таа не важи, се разбира, за оној период пред почнувањето на војната, односно пред почнување на санкциите. Има, да, повелете. Крајно неблагодарни прогнози, може се разбира да одбиеш да ги дадеш. Меѓутоа, ако се вратиме назад во 89-та година, кога заврши Афганистанската војна, неполни 2 години потоа, ние го видовме Советскиот сојуз практично распаднат. Практично туку целосно распаднат. Не постои повеќе Советскиот сојуз. Меѓу другото, според анализите,
i заради крајно лошиот исход од афганистанската војна за Советскиот сојуз. Дали можеме да очекуваме понатамошно распаѓање на Русија, можеби не оваа или наредната година, меѓутоа во некое доследно време? А јас мислам дека прво Речеме се историска. распаѓа таа заедница на независни држави која беше формирана 1994 година и која требаше да биде некаква замена, некаков советски Commonwealth, да речеме условно, после распадот на Советскиот сојуз, се распадна со тоа што почна да не функционира. Тие требаше меѓу себе потпишаа и договор за колективна безбедност истата година, во исто време рече се, кој требаше да биде замена за Варшавскиот пакт, практично прекршен. И секогаш е прекршуван од страна на Русија. Еве гледате како реагираат од Таџикистан, речеме тој цел средноазијски поранешен СССР. Немаваше од таква подршка Русија како што имала претходно. И таа повеќе и не може да смета на таква подршка, бидејќи секој се гледа како една жртва. А значи ако настрада во Украина, што ќе се случи со мене? Што ќе се случи со моите нафтени полиња? Што ќе се случи со, не знам, тоа се едни ситуации за кои секој умен политичар би морал да води сметка. Без оглед што се тоа автократски режими и така натаму. Тие веќе почнаа да стануваат самостојни, еве има навлегување на американски капитал, особено во нафтената индустрија. Тие држави веќе не се спремни на досегашниот начин. Видете како тие реагира. Тие едноставно не ја поддржаа оваа агресија. Не ја поддржаа агресија. Со исклучок се разбира на оној сегмент кој не го рачунам Чеченија, каде што практично исто така се водеше војна, ако се сеќавате, 2 војни се водени во Чеченија и војната не заврши славно за Русија. Бидејќи што се случи? Главниот непријател се претвори во главен пријател, односно водачот на отпорот се претвори во председател на таа чеченска, не знам како, дали автономна република или како не знам. И еве сега тој учествува во агресијата, ама тоа е единствен подраче кој учествува и со своја војска и безрезервно учествува во агресијата врз Украина. Дали учествува Таџикистан? Не. Друго што тоа е точна констатација, иначе дека кичмата на СССР се скрши во Афганистан. Тоа е факт. И тоа нема да се може да се случи и сега, бидејќи ја би рекол и веќе се случува, бидејќи вие ги немате ни една релација со нормалниот свет. Не збориме за Запад, збориме се разбира и за исток. Каква е ситуацијата со Јапонија. Гледаме се повеќе како Кина се врти од својата позиција на пријател без поговор. Тоа нема да биде никогаш пријател без поговор. Затоа што знаете дека Кина има амбиции према Сибир одавна. Тоа е одавна. Јас вчера го слушав првиот амбасадор на Југославија во Кина 1971 година. Не подсети дека во еден период претходно не сме имале како Југославија дипломатски односи. Тој, кога стигнал во Пекинг, разговарал со кинезите, а вие веројатно се знаете дека 1971 година имаше советско-кинески суди, вооружен. На островот Усури, на реката Амур. Тогаш Советскиот сојуз ја доби таа, ајде да го наречеме инцидент, ама беше инцидент од поголем калибар, кога кинезите рекоа дека тие сметаат дека Сибир е нивна земја, дека таа е земја на жолтиот човек, дека таа едноставно сметаат дека кога тогаш со нивната ориентална трпеливост ќе си го земат и ќе го повратат. Замисли каква ќе изгледа оваа ранета ѕверка, а она е веќе многу ранета ձверка од руската армија, како изгледа во нивните очи. Таа не е веќе можен потенцијален непријател, таа е едноставно зависна, дури ќе биде Русија и зависна од продажба на енергенти кон Кина. Значи, цената на нафтата и гасот ќе падне драстично после оваа војна. Не може више да се држи таа цена. И особено за руската нафта и рускиот газ. Значи, главниот извор на приходи на таа држава во иднина е практично легнат на наград. Нема никаква перспектива веќе ова. Веќе е тоа толку заглавена една ситуација
без оглед како ќе заврши украинската војна, дали со некаков мир секако ќе заврши. Толку се лоши работите по однос на Русија. Еве видете и Турција, да речеме позицијата на Турција. Од еден сојузник, додуше со големи осцилации, нели? Таа веќе станува отворен пријател, односно се врзува почврсто за НАТО, отколку што претходно беше случај. Civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno.